Почитувани колеги, добър ден! Върз основа на член 32 от статутът на община Гевгелия отварям 58-та ворена седмица на Совет на община Гевгелия. Пред да ви повикам да се изясним за оправдаността за свикуване на нова ворена седмица, сметам за добрска должност да ви информирам за причините за свикуване на истата. На предходната седмица беше повлечена точката предлог одлука за утвърдуване на средства за основане на ЙПКД Комуналец Гевгелия. От причина, що за носење на оваа предлог одлука претходно треба да биде утврдена комисија од редовите на Совет на община Гевгелија за утврдување на истите средства. На мојата забелешка дека доколку биде потребно, доколку формирањето на оваа комисија е врзана со рок и носењето на оваа предлог одлука е врзана со некој законски рок, тогаш тоа автоматски по себе ќе повлече свикување на воредна седница за да можеме да го запазиме истиот. Општа беше констатацијата и согласноста на сите нас, колегите присутни тука, дека не е никој проблем таа воредна седница да се одржи, само да биде запазена процедурата и редот на нештата. Така да точката број 3, која што имате во материјалите кои ви беа доставени, е основната причина за нашето денешно собирање. Кога веќе таа воредна седница мораше да се случи, јас ја искористив приликата и во координација со сите координатори на сите советнички групи ја добив согласноста да на оваа седница исто така одат и првите две точки од материјалите кои ќе ги добивте за констатирање престанок на мандат и верификација на нов мандат на Совет, поради што и тие две точки ќе бидат на денешната седница. И четвртата, дополнително бев информиран од градоначалникот и службите на општината, поточно од одделението за локален економски развој, дека треба да се поднесе предлог проект до Министерството за локална самоуправа за финансирање на повик од страна на Министерството, кој исто така е врзан со рок, кој истекува баш токму денес. Од тие причини сметам дека постои оправданост за свикување на оваа седница, па во таа смисла ќе ве повикам да се изјасним за оправданоста за свикување на оваа ворена седница. Ќе ве молам кој е за. 10 за, против, воздржани? Воздржани 10 за, воздржани 6. Не гласат 20 не гласат. Присутни се 18. Констатирам дека Советот донесе одлука дека причините за свикување на оваа седница се оправдани. На денешната седница поканите Андон Сарамандов, градоначалник на община Гевгелија, Ангелинка Петкова, пратеник во собранието на РСМ, Сашко Јанчев, пратеник во собранието на РСМ, представници на општинската администрација, представници на средството за јавно информирање. На денешната седница се присутни 18 членови на Советот од вкупно 19 членови, колку што брои Советот. Според тоа постои кворум за полноважно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Картов, а за правник е одреден вработениот Благој Рислев. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Предлог решение за констатирање престанок на мандат на член на Совет на општина Гевгелија. Точка број 2. Предлог решение за верификација на мандат на член на Советот на општина Гевгелија. Точка број 3. Предлог решение за формирање комисија од Советот на општина Гевгелија за утврдување средства за основање на ЈПКД Комуналец Гевгелија. И точка број 4. Предлог одлука за собствено учество на општина Гевгелија во проектот изградба на улица новопланирана 12, фаза 2, општина Гевгелија. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Почитувани колеги, дали некој се јави за збор? Прво беше, доколку е процедурално, тогаш прво Петров, а за збор е Демерџиев. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги советници. Јас имам процедурална забелешка на деловникот на работа на членот 35, кој вели дека председателот на Советот има право да учества во работата на комисиите на Советот и да им предлага да претесуваат прашања од нивна надлежност без право на одлучување. Сега последната комисија на која се 18 член статут и прописи, председателот на Советот учествуваше во таа комисија, но и одлучуваше
Председателот на комисијата не имаше забелешки за ова непоштување на деловникот, па очекував дека точка на дневен ред ќе имаме и замена на председателот на Советот од оваа комисија, каде што истиот ќе се даде оставка или ќе биде по службена должност повлечена, така да избереме нов член на оваа комисија. Затоа прашувам дали ова забелешка моја, оваа точка, овој член од деловникот на работа на Советот ќе се исклучитува и ќе имаме изземување на председателот на Совет од оваа комисија. Благодарам. Само мала исправка, јас не сум член на Комисијата за статут и прописи, јас сум член на Комисијата за еднакви можности на жени и мажи. А дали ова што го велите треба да бидат изземени од таа комисија, во моментот не можам да ви одговорам, доколку деловникот го бара тоа, мене не ми сметува ова што повелите. Благодарам, председател. Јас морам да земам процедурално, бидејќи немам право на процедура да му реплицирам. Почитувани колеги, почитувани председател, почитувани присутни, значи во делот на одржувањето на седници, јас сметам дека председателот нема направена грешка, бидејќи Комисијата за статут и прописи и еднакви можности на жените и мажите работат заедно. И се гласа заедно или поединечно во зависност од тоа како ќе се истакнат со советниците. Председателот на Советот е член на комисија. Може да биде на сите комисии член. Дури може да ги води, ако сака. Да му го земе право на било кој член на председател на комисија. Така да пишам деловник. Ви велам дека е така. Па моја мисла затоа што председателот во функција на председател на Совет го има тоа право. До сега тоа право се извинувам колега кога вие зборувавте, јас не ви опаѓав го збор. Благодарам. До сега председател не узурпирал такво нешто. Туку јас како председател на мојата комисија си ги водев комисии како што е редот. На другите комисии, освен на тие што ги водам јас, не знам каков случај. Вие зборувавте за таа комисија која што ја водев јас и вие не сте во право. Тој си гласаше во својство на член на комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Не ви реков, благодарам. Благодарам и на двајцата. Демерджиева беше за збор. Претресот е за продолжениот дневен ред. Да, во врска со дневниот ред. Благодарам, председателе, почитувани колеги. Во однос на дневниот ред и на точките кои што ни се доставени денес, барам точката број 4 да биде симната од дневниот ред од две причини. Првата причина е затоа што за оваа точка имаме неисправни материјали, неточни, а второ, за оваа точка немаме доволно материјали. Дадена ни е на воредна седница, сега слушам дека денеска ни е последен рок, зашто сме оставени на последниот датум, не знам. Како воредна седница не ни беше дадена ни на комисија, ни разгледана, немавме право ни на забелешки, ни на дополнителни информации и затоа сметам дека не сме спремни за да ја разгледуваме и гласаме оваа точка. Благодарам. Кратко објаснување зашто се најде на денешната седница оваа точка. Повикот за предлози, за собирање предлози од страна на Министерството за локална самоуправа е доставен до сите општини во Република Македонија во втората половина на месец февруари и техничка можност физички не беше возможно да истата се најде на дневен ред на претходната седница од 26 февруари. Зошто тоа така го прават министерствата, распишуваат доцна конкурси за прибирање на проекти и тие конкурси траат многу кратко, јас не можам да ви одговорам. Добар дел од мојата работна кариера беше токму тоа, аплицирање на проекти и знам дека тоа малку поинаку треба да биде поставено, меѓутоа кај нас е така. И не е прв пат, не е прва година. 15 дена трае се. Крајниот рок го одредиле денес и од тие причини, доколку сакаме да аплицираме за овие скоро 9 милиони колку што стои во материјалите, немаме никаква друга опција освен да оваа точка ја донесеме денес. За наворедна седница комисии знаете дека не се организираат,
Што се однесува до грешките кои што сте ги констатирале внатре, во материјалите за оваа точка ќе имаме представник на општината, по-конкретно од одделението за ЛЕР, кој што и физички, технички ја изготвува целата документација, па кога ќе дојде таа точка на дневниот ред, вие тие прашања ќе му ги поставите на представникот, се надевам дека ќе добиеме сите задоволителни одговори, па продолжуваме понатаму. Благодарам. Друг некој за збор? Атанасов. Почитувам председавач, почитувани колеги. Председавачът очигледно не го разбра изгледа добро обраќањето на колешката, бидејќи јас колку што успеав да ги разгледам материјалите и колку што успеав да го разберам прашањето, во насловот на точката пишува изградба на улица новопланирана 12 фаза 2, која се наоѓа во блок број 16, а подолу во материјалите пишува ново планирана индустријска 2, која се наоѓа во блок број 14. Ново планирана улица со реден број 2 може да се најде во секој блок, но ново планирана 12 не може да се најде на друго место освен таму кај што ја има. И убаво рече уште на почетокот председавачот дека денеска сме тука заради тоа што на претходната седница беше од дневен ред симната една точка за основниот блок на Комуналец, кога сакаше да се прекршат законите. Еве денеска сме сведоци дека истото се повторува. Затоа, без разлика што е последна дата, мора да биде точно тоа утврдено за која улица ние денеска треба да гласаме и да како прво да биде на дневен ред, а потоа да гласаме, и за да не се доведеме во ситуација за да донесеме одлука што не е во ред. Затоа би ве замолил и вие при добивањето на материјалите, нешто е симптоматично, 2 седмици се случува ова се подред, дали е од администрацијата, дали е техничка грешка или било каква грешка, јас не знам како никој од мнозинството во делот на кога ги доби, обично за кога имаме точки од урбанизмот и кога нешто итно мора да се помине, тоа се или седмици се закажуваат во сабота за викенд или првиот ден после викенд, значи се кога сме соврзани со рокови се чека последниот ден и можеби од брзање, случајно или не, администрацијата по втор пат погрешува на овие 2 седмици од кога вие сте председавачи. Ви благодарам. Благодарам и вам, колега Атанасов. Морам да одговорам без спомнат. Много кратко. Председателот на Советот е одговорен за содржината на дневниот ред, не и за содржината на точката на дневниот ред. Не можете одговорноста, имаме 3000 страни материјал. За сите сум одговорен, јас не ги подготвувам. Јас ги ставам точките на дневниот ред. Сите овие прашања што ги имате како забелешка во однос на содржината на точката, нема да ми ги упатувате мене, јас нема да ви одговорам на тоа. Сино представник и ги упатите кон него, кон нејзе, пардон. Па потоа сите заедно ќе одлучиме дали постојат предпоставки за ова што го тврдите истата да се симне или не. Лично сметам дека треба да остане како такво. Благодарам. Колегата Апостолов беше. За збор. Почитуваме председател на Советот, почитувани советници. Јас само сакам да ја коментирам вашата изјава која е причината за ворена седница. За мен апсолутно не држи. Вие дискутиравте, но никога не кажете ворена седница. Туку седница треба да се одржа пред тоа. А имавме време. Прв пат. Јас не знам дали друг некој памти, да во исто време се закажува, односно се најавува ворена и нормална седница. Зошто не свикавме 2 седници? Без ворена, нема тука ништо ворено. 20 и повеќе години Комуналец не е регистриран. И сега наеднаш, од страх од ревизијата што повторно ќе дојде, и
од страв ние почнавме да работиме. Толку многу проблеми има во ревизискиот извештај, што ова е најбенигната точка. И она ако е причина за воредна седница, не знам која друга причина ќе биде. И друго сакам да потенцирам. Значи, ние го започнеме овој мандат со прекршување на законот за локална самоуправа, а тоа значи деловникот и статутот на општина Гевгелија, и мислам дека и така ќе го завршиме мандатот. Прекршувањето на овие акти, за жал, стана заштитен знак на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Јас само можам да кажам, ниедна од овие 4 точки немаат услови за да се свика една воредна седница. И ако ги разгледаме ние предлог одлуките, убаво ги разгледаме, и предлог решењата, ќе видиме дека никаде во почетокот не пишува дека овие предлог одлуки и решенија се донесени на воредна седница. Отворете ги актите, ќе видите. Туку на нормална седница одржана на 10. Кој го лажеме? Ревизорите кога ќе дојдат првите прашања им се дај да ги видиме точките од воредните седници. А во актите, во службениот гласник ќе видиме дека има редовна седница. Ево, отворете ги актите, ќе видите дека пишува нормална седница, не воредна седница. Благодарам. Благодарам и вам, колега Апостолов. Генерално, нема да ја дискутирам целата ваша дискусија, осме во делот дека ова е пракса на локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН. Јас мислам дека оваа пракса е пракса од кога постои работи Советот на општина Гевгелија и доколку буквално го читате членот 32, на кој што денес се повикуваме за воредна седница, ќе согласите со мене дека нито една воредна седница и во нашиот мандат, а верувам и во претходните, не е одржана согласно истиот. Околу ова го гледав детално. Можам да направам икс причини зошто го тврдам ова, меѓутоа досегашната пракса, востановена пракса, била таква да овој член 32 се користи за носење на некои ургентни одлуки, па така го правиме тоа и денес. За да биде Кичуков ќе биде после мене, ќе имате збор, да, повери, ќе дојде тук. Треба да се направат, според мене, одредени интервенции и во статутот, и во деловникот, за да се допрецизираат некои работи. До сега, така како што е, немахме друг избор, освен денес да се собереме на воредна седница. А дали истата можеше да се крсти и редовна, еве тоа нека остане дискутабилно, еве биете вие во право. Благодарам, Кичуков. Председател, јас уште кога ве назначив за председател на Совет, познавајќи ги вашите капацитети, мислев дека ќе почнат некои работи да се менуваат и не сумњам дека вие како поединка не сакате да, заради тоа што ве познавам многу добро, не сакате да многу работи да бидат по, како што викам ние, по ПС, значи како што треба да бидат и како што се деловнички, но од кога ќе се седне на тоа место, почнуваат други да диктираат, вие сте дефинитивно што изгледа како и претходните не може да се поставите како што треба, едноставно достоинствено да водите седмицата и доаѓа до такви недоразбирања. Јас ќе ви кажам една работа. Прво и основно, овде тука воредна седница нема и вие сами рековте дека на некој начин признавте дека ние стандардно го кршиме деловникот. И сега е кршен деловникот. Ама на мене ми е многу чудна една работа, заради тоа што кога што ги гледам термините тука за закажување на воредна седница, за редовна седница треба 7 дена. Така. Јас гледам дека на 5 има известување на корекција на термин и на дата. А вие, значи, претходно на 3 веќе имаше закажана воредна седница. Ако рачунаме на 3 известување до 10 е 7 дена, значи ние можеше ово да биде, како што каже и колегата, може да се биде редовна седница. Зошто навлегуваме во кршење на деловникот без потреба? Веќе кој имаме 7 дена. Значи, нека излезе службата, еве ги. Значи, материјалите што ни ги пуштат, корекција има на 5. Колега, само да ве потстам, претресот е по дневниот ред. А причините за оправданост на свикување на ова сакам да ви кажам временскиот период, ако ме слушате. Гласањето по тоа прашање помина. Околу дневниот ред, дали имате коментар?
Но јас колку што да слушам, аз сега не зборевте вие под дневната, да зборевме ние за деловникот и статутот, и вие истото го зборевте. Значи, Беше краток одговор на кратко прашање. Истото и јас го зборам, 7 дена, зошто не закажавме редовна седница? Ако веќе е редовна, како што кажала колегата, пауза од 10 минути, сменете ги материјалите и ставите дека е воредна седница. Не, во материјалите да пишува редовна седница, а ние да збориме за воредна седница. И то ни е грешка. Значи грешка ни е времето, 7 дена имаше може да биде редовна седница. Второ, грешка ни е деловникот го кршиме заради тоа што нема воредност во оваа точка. И трето, ова што вие го зборите. Значи нека се исправа документите. Јас не знам на шо сум сега, на документите пишува редовна, ние збориме за воредна, а деловникот го кршиме за воредна. Пауза од 10 минути, нека се исправи работите и крај. Во документите нека се стави воредна седница, знаеме што имаме сега. Тој дел од денешната седница помина, советниците се изјасни за оправданост за свикување, дневниот ред не е донесен, што значи можете да гласите и против дневниот ред или да излезете тука и да кажете што треба да се коригира во истиот. Само гласање не е за оправданоста. Се друго е оставено. Дневниот ред не е поминат, па да излезе. Дневниот ред не е поминат, по истиот е отворен претрес. Значи претресот е по дневниот ред. А какво треба да биде седницата воредна или редовна, тоа веќе е завршена работа, веќе е изгласане за воредна. А зошто документите се на редовно? Пише активите. Мора да се потенцира. Ова е кога се активира. Мора да се активира како воредна седница. Кога ќе тоа ревизор, тоа што рекол. Извинувам што така зборувам на десно. Прво, нешто бара, дај да видиме одлуките од воредна седница. Вие имате одлука за нормална седница. Нема да идеме да им кажете ова? Треба се коригирате. Тоа може без никаков проблем да се коригира дополнително и како такво и ќе биде архивирано. Меѓутоа, повелете, Христов. Благодарам, председателе, почитувани колеги. Сметав дека нема да имам толку дискусија уште на почетокот, меѓутоа ги почитувам колегите кои што дискутира претходно од причина што то точно е дека се изгласа воредноста на седмицата, меѓутоа ние дискутираме по дневниот ред. При нашата дискусија имаме право да кажеме зошто одредена точка е или не е не треба да биде предмет. И затоа може би вокабуларот во стилот дека е воредна или неворедна се употребува и сметам дека е тоа во ред. Јас би рекол околу материјалите, председатели. Точно е дека вие ја организирате, како што пише во деловникот, седницата. Тоа под самата организација подразбира се. Сега, нормално е дека можеби нема да ги прочитате материјалите од прва до последна страна, меѓутоа во пракса беше во принцип да тоа се искоригира, односно председател да знае што поднесува на седница на совет. Бидејќи вие одговарате за материјалот, не ние советниците, пошто вие не го пракате, како што пишува овде на документите доле, подписник, председател на совет општина Гевгелија. Од тој аспект сметам дека е добро да за овие барем техничките пропусти или недостатоци, еве на точката број 4 на коалицата пишува изградба на улица ново планирана 12, фаза 2. А во материјалот, само подолу, во самата одлука која што треба да ја донесеме, пишува изградба на улица новопланирана индустријска 2. Што е точно? Ќе го прашате представникот, јас тоа не да, ама вие како председател, нормално вајде ги најверојатно ги почитувате документите сега. Околу делот само уште една, околу делот на воредна седница, јас одговорно тврдам дека во претходниот мандат немаше таква работа. Јас бев председател 2 години, пред мене беше некој друг, такви воредни седници од таков калибар немаше. Гарантирам. Претресот по предложение од дневен ред се уште трае, дали некој друг се јавува за збор? Нема, бидејќи нема. Поставам предложение од дневен ред на гласање. Кој е за, молам дека крене рака. Се извинам. Се извинам. Претходно треба да гласаме за предлогот на колежката Демерџиева да четвртата точка биде сината од дневен ред. Кој е за, нека крене рака. 8. 9.
Против? Колко са? 9. И въздържане? 18 сме, да. Констатираш ли? Констатирам дека предлогот на колежка Демерджиева не е прифатен. Оставам сега предложение дневен ред на гласение. Кой е за? Молам нека крайне ръка. 10. Против? Въздържани? 6, пардон. И 20 не гласа. Констатирам дека предложение дневен ред е усвоен. Минуваме на работа по усвоения дневен ред. Точка 1. Предлог решение за констатиране престанок на мандат на член на Совет на община Гевгелия. Бидейки за оваа точка не се води расправа, преминуваме на гласање за престанок на мандатот на членот на Советот Сашко Стоиловски. Кој е за? Молам нека крене рака. Против? Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно е констатиран престанокот на мандатот на членот на Советот Сашко Стоиловски. Точка 2. Предлог решение за верификација на мандат на член на Совет на община Гевгелија. Пред да започнем со разгледување на оваа точка, предлагам пауза од 5 минути за да се обратиме до Општинската изборна комисија Гевгелија околу доставување уверение за избор на член на Совет. Почитувани колеги, продолжуваме со работа. Верификација на мандатот на членовите на Советот се врши на предлог на Комисија за прашање на верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Според член 42 од статутот на општина Гевгелија, комисијата ги разгледува оригиналите на издадените уверенија од Општинската изборна комисија за избор на членови на Советот, врши соодветна идентификација, ги разгледува приговорите во врска со предлозите за верификација и му доставува на Советот предлог за верификација на мандатите на членовите на Советот. Според член 8 од Деловникот на Совет на општина Гевгелија, комисијата за прашање на верификација на мандати на Советот му поднесува извештај со предлог на кои членовите на Советот треба да им се верификуваат мандатите, а на кои треба да се одложи верификација на мандатите. Отворам претрес по извештајот и предлогот на комисијата за прашање на верификација на мандати на Советот на општина Гевгелија. Дали некој се јавува за збор? Чебулева? Почитуван председател, почитувани колеги, добър ден. Комисията за верификация на мандати се съобрази да ги разгледа точките 1 и 2 и за точката 2 го верификуваше мандатът на членът на Мариан Бучков от листата на кандидати на ВМРО-ДПМН и коалицията. Благодаря ви вам. Дали никой друг се ява за збор? Нема. Бидейки нема, констатирам дека извештајот и предлогот за верификација на мандатите на членовите на Совет на општина Гевгелија се усвоени и дека е верифициран. Сега преминуваме на гласање. Кој е за? Констатирам дека извештајот и предлогот за верификација на мандатите на членовите на Совет на општина Гевгелија се усвоени и дека е верифициран мандатот на членот Мариан Бучков. Почитувани согласно член 38 од Законот за локална самоуправа и член 22 од статутот на општина Гевгелија, предлагам да дадеме и подпишеме свечена изјава. Ве молам, станете и повторувајте по мене. Свечена изјава дека прават и должностите на член во Советот на општина Гевгелија ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. И дека ги го штитам уставниот поредок на Македонија. Честито.
свечената изјава ве молам подпишена да ја предадете на општинската администрација за да се стави материјалот за оваа седница. И јас предлагам сега една кратка пауза од 10 минути да му честитаме на новиот член, па потоа продолжуваме со следните две точки. Почитувани колеги, продолжуваме со работа. Пред да продолжиме со точка 3, ќе ми дозволите во моје име и во име на сите вас, на колегата Маријан Бучков, да му го честитаме мандатот. Посакувам брзо вклопување во работата на Советот на општина Гевгелија и ваш активен ангажман и придонес до крајот на мандатот што ни преостана од 4+6. Продолжуваме со точка број 3. Предлог решение за формирање комисија од Советот на општина Гевгелија за утврдување средства за основање на ЈПКД Комуналица. Председател на оваа комисија беше колегата Саши Стоиловски, да искористам приликата и нему понатаму да му посакам успех во понатамошната негова кариера. Седницата на Комисијата за избор и именување беше одржана на 7 март во полн состав и на истата беше едногласно констатирано дека за членови на комисијата од редовите на Советот на општина Гевгелија за утврдување средства за основање на ЈПКД Комуналец се предлагаат следните лица: Златко Митров за председател, членови Елена Кажниколова, Ивана Чабулева, Саша Проданов и Никола Петров. Ова е предлогот кој што Комисијата за избор и именување го доставува до Советот за гласање. Благодарам. Отворам претрес по предлог решението. Дали некој се јави за збор? Бидејќи нема, истиот го ставам на гласање. Кој е за, нека крен рака? 10. Против? Воздржани? Нема. И останатите не гласат. Во ред. 10 за, останатите не гласат. Констатирам дека предлог решението е освоено. И точка 4. Предлог одлука за собствено учество на општина Гевгелија за проектот изградба на улица новопланирана 12, фаза 2, општина Гевгелија. Молам представникот да се произнесе, па потоа ќе отвориме расправа. Добар ден, почитуван председателе, почитувани советници. Најпрво да ви објаснам за насловот на точката. Тоа е предлог одлука за собствено учество на општина Гевгелија во проект за изградба на улица ново планирана индустријска 2, општина Гевгелија. Слушнав дека во насловот имало ново планирана индустријска 12, фаза 2, меѓутоа тоа беше првичната драфт верзија која што беше пратена на моите колеги, така да исправниот наслов е изградба на улица ново планирана индустријска 2. Тоа е и во материјалите после тоа. Насловот на првата страна е погрешен. Инаку да објаснам за јавниот повик. Излезе јавен повик од Министерството за локална самоуправа. Предмет на отворениот јавен повик е доделување на средства за финансирање на проекти со цел намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони за 2025 година и целта на овој јавен повик е да се доделат средства на оние предлог проекти со чија реализација ќе се придонесе за намалување на разликите во степеност на развиеност помеѓу и во рамки на планските региони, ќе се заед на регионалната конкурентност преку реализација на собствените развојни потенцијали на локално ниво. Врз основа на овој јавен повик, општина Гевгелија ќе аплицира за првата приоритетна активност
Тоа е развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони. И тоа со проектот изградба на улица Ново планирана индустријска 2 во општина Гевгелија, за која постои изработена техничка документација. Вкупната процената вредност на планираните активности по изработената техничка документација изнесува 8.908.528 денари, од кои 8.500.000 денари планираме да бидат од Министерството за локална самоуправа, а собствено учество на општина Гевгелија да биде 408.528 денари. Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Благодарам. Благодарам вам. Почитувани колеги, отварам претрес по предлог одлуката. Дали некој се јава за збор? Диверџиева беше пред вас. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана представничка од општинската администрација. Најпрво, председателе, вам ќе ви се обратам, бидејќи еве сега, додека ни траеше паузата, успеав да го најдам јавниот повик, кој што беше бил објавен на 19.2, точно од Министерство за сите општини, меѓутоа вели вака: рокот за поднесување на апликации за финансирање на предлог проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони, изголемување на регионалната конкурентност трае во текот на 2025 година се до искористување на средствата утврдени во член 3 став 1. Никаде во повикот не е спомнато дека 10 март е последен рок за давање на, односно за поднесување на документите. Може би почесно беше тоа да го слушнеме и да кажеме да бидеме побрзи, додека има средства во купчето, нели, за проектот, отколку да велиме дека денеска е последниот ден. Не, и јас пак ќе повторам, ние немаме доволно материјали. Пак ја замолам представничката да ни објасни каде се наоѓа точно ова ново планирана индустријска 2. Еве прифаќам корекцијата дека насловот е сгрешен, па може би пак ќе се јавам за збор. Благодарам. Благодарам и вам. Пред да дадам збор на представничката на општината, на почетокот во образложението мое јас го пренесов тоа што го слушнав од представникот на општината и лично од градоначалникот. Доколку тој беше тука, може би поконкретно ќе ви кажеше зошто е оваа дата дефинирана како крајна. Веројатно во комуникацијата со Министерството знае нешто повеќе и повеќе информиран. Тоа што им беше кажано, јас го пласирав тука како информација и стојам позади тоа. А сега представничката да одговори на вашите прашања, повелите. Да, оценувањето почнува 15 дена од истекот од објавата на повикот од 19 февруари. Меѓутоа, по насоките од Министерството, ние треба што поскоро да ја однесеме проектната документација, вклучувајќи оваа одлука за собствено учество на општина Гевгелија за проектот. Значи, тоа му доаѓа како прв дојден, прв услужен. Затоа што поскоро ја однесеме проектната документација, тоа подобро. Значи, имаме насоки веднаш, значи по завршувањето на седницата на Совет, ние веќе да ја однесеме потребната техничка документација во ресорното министерство. Инаку оваа улица се наоѓа ново индустријска планирана 2. Ново планирана индустријска 2 се наоѓа во блок 14, значи дел од блок 14.1 и 14.2. Тоа е по документацијата што ја имаме ние од техничката документација, урбанистите знаат повеќе. Тоа е индустријска
зона, мислам, после касарната нагоре. Тоа е таа улица, значи можете да проверите блок 14. Благодарам. Благодарам и вам. Колегата Апостолов беше следен разбор. Благодарам, председателе. Веќе прибраното прашање што сакав да го поставам, од колешката е поставена. Мене ми беше важно датата на јавниот повик, значи тоа е 19.2. Тоа е уште еден доказ, и тоа добар доказ дека ова не треба да оде на воредна седница. Ако ова не е доказ, не знам кој е друг. Значи, и оној дојден прв услужен не држи многу, затоа што некои апликации нема да бидат потполни, ќе ги вратат. За 4 дена имаме ние редовна седница. Зошто не ставите како советници во една подредена состојба да направиме некои манипулации кои нема потреба да ги правиме? Ова не знам на што личи. Едноставно имало време да се реагира од 19.2, кога е јавниот повик. Ако ние били сме спремни, тоа е друго прашање. Не сме били спремни. Не е бил готов проектот, најверојатно. Иначе ако бил готов проектот, можеме и на претходната седница да поминеше и завршена работа. Значи, ако е бил готов проектот, само требаше да го доставите до Советот, ние ќе изгласавме. Вака манипулација на советниците, мислам дека крајно е некоректно од страна и на председателот, кој требал да реагира, не да бара објаснување од градоначалникот, затоа што за оваа точка навистина нема објаснување. Благодарам. Благодарам и вам. Сега е Ристов. Демерџиев, вие веќе имавте збор да заврши првиот круг со говорници, па после по втор пат побарате и вие. Ќе добиете. Благодарам, председателе. Јас во принцип сметам дека за вакви точки кои што не се стават на дневен ред не треба да има дискусија, бидејќи треба да бидат еден вид едногласно да ги поддржиме во смисла дека се работи за добробит на граѓаните на општина Гевгелија. Меѓутоа жалам што на оваа седница дојдовме во ситуација да дискутираме за точки кои што не им е местото овде и кои што претходниот дискутанти го рекоа. Јас тоа што ни беше презентирано на почетокот на седница околу вонредноста, сега од представникот на општинската администрација чувме дека ни одалеку не е така. Значи представникот зборуваше едно, а председателот на Советот зборуваше друго. Да беше овде присутен градоначалникот, можеби тој ќе кажеше и трето. Не знам, што мислам се снима, се е јасно. Јас не сум против да Министерство за локална самоуправа, така, биде спонзор на општина Гевгелија или да донира средства на општина Гевгелија, да се изгради улица, тоа е одлично и така треба да биде. И да што повеќе да можеме да земеме такви средства. Тоа е за од мене е во ред. Меѓутоа начинот на кој што ова го работиме не е во ред. Како прво има технички недостатоци и како второ сега представникот рече дека се наоѓа некаде во блок 14.1, 14.2, ама тоа го знаеле урбанистите. Значи не можеме на седница на Совет да дојдеме неподготвени. Сега треба да побараме пауза, па да ја викнеме представникот на урбанизмот и што ќе се случи за една одлука која што треба да биде изгласена за 15 секунди. Ако е како што треба. Меѓутоа за жал не е така. И сега ние треба да предвидуваме дека отприлика се наоѓа, па да се слушаме едни со други, а при тоа материјалите ги добивме во петок, со тоа што сабота и недела е не работен ден. Па да се консултираме со урбанисти, па да не најдеме простор па каде е, па да цртаме, бидејќи имајќи ги во предвид насловот на точката и материјалите, двете различни, па даваат слика на две различни улици на две различни места, во два различни блока. Не во исто. И сега како ќе се подготвиме за седница на Совет? Еве да бидеме конструктивни, сакам советничката група на СДСМ да ги поддржи ваквите точки. Без разбор, без спор, меѓутоа не на овој и на ваков начин. Ова е еден вид и затоа, хајде не кажем што, затоа реков пред малку кога на председателот му сугерирав дека барем малку да ги прелистува материјалите, знам дека бидејќи бил
делот, и јас знам дека бил дел од такви подготовка на вакви материјали, ќе може полесно да се снајде и да ги уочи грешки, доколку ги има. Инаку, сум за да, како што кажа колегата Апостолов, доктор, да во наставот се изврши корекција дека одлуките се носат на ворена седница. Бидејќи и така е заведена седницата, која е во 58, како ворена. Значи, во одлуката мора да стои на наставот онака како што работиме и не само на ова, на X други седници кои што ги имавме ова, мислам 7 или 8 седница ворена, ако не се лажам. Преди се, за да бидат одлуките онака исправни како што треба и да бидат објавени во службен гласник на општина Гевгелија онака како што треба. И на крај ќе завршам со една работа што јас бојам 9,5 години и која што се несува на тоа што е направено во општина Гевгелија. Факт е дека само со овој проект видите дека од вкупната сума од 8.900.000 денари, 8,5 милиони се од Министерството за локална самоуправа. Општина Гевгелија ќе партиципира само со 408.000 денари. Тоа покажува она што го зборев или што го зборуваме барем ние од опозицијата изминатите 3,5 години дека ние како општина, за жал, иако имаме пари на сметката, или не знаеме да ги трошиме, или не знаеме да ги менеджираме и чекаме се нешто да ни дојде од страна. Добро е да ни доаѓаат средства, реков, се е тоа добро, меѓутоа, кога имаме, треба да знаеме и со нашите што да правиме. Инаку, овие 8,9 милиони денари се 20% од средствата кои што пред една седница зборувавме за завршна сметка на Советот на општина Гевгелија, кој што ги има Советот на, односно општината на буџетската сметка. 50 и колку милиони беа тоа. Значи, добро е да се сливаат средства од државниот буџет, со тоа ќе се растерети општинскиот, па ќе се прават некои други работи, меѓутоа, ние да се налагаме само на ваков начин на работење, не е верно. Благодарам. Благодарам и вам. Прашање немаше, беше дискусија. Кај Николова беше пред вас. Почитуван председателе, почитувани колеги, општинска администрација. Седницата е вонредна и мислам дека сите треба да бидеме задоволни и среќни ако има повеќе такви вонредни седници, кога е во интерес на граѓаните и на општина Гевгелија, ако нешто се гради. И ако треба да се добијат пари од владата, значи од Министерството за локална самоуправа, кои што ќе се искористат за добро на општините и за граѓаните. Не сме имале претерано многу вонредни седници. Вонредни не се само повеќе тие што се од ваков смисол. За 28. август, кога има цела вечер отворени кафани, баш на тој верски празник. Иначе другите седници се секогаш редовни. А дали општината има пари и зошто ќе ги троши, тоа си знае градоначалникот. И годината е пред нас. Камо да ги добиеме овие пари, па да има други такви улици. Знаеме сите каде е на крајот на градот оваа улица. Нека бидат асфалтирани сите улици. А кај се трошат парите, нема ние да водиме сметка, само ќе гледаме и ќе бараме грешки дали има. Нека мисли тој што треба да мисли. Толку. Благодарам, Хажи Николова. Момент. Дали некој друг се јава за збор? А ова е реплика веќе. Благодарам, председателе. Реплика на колешката, значи, ние сме колешки совет на општина Гевгелија. Ние го гласаме буџетот. Ние носиме завршната сметка. Ние ги носиме сите финансови извештаи и планови за работа на општината. Ние треба да знаеме што се парите. Не само градоначалникот, тоа не е ексклузивно право него. Тој треба да менеджира со тоа. И во тоа сте го право, меѓутоа за остатокот не. Па зошто седиме ние овде? Нека се сам се носи се и толку. Па затоа е советот. И затоа тоа го пропишува во Законот за локална самоуправа, дека советот ги носи одлуките. Мора да има симбиоза, како се вика тоа, заедна соработка помеѓу извршниот орган и представничкиот орган. Ние треба да дадеме предлози идеи и така натаму да не говориме. Меѓутоа, во делот на носењето на средства, неспорно е
Меѓутоа, треба да знаеме што се усвои. Конкретно за самиот јавен повик, кој што пишува, нема датум до кога. Седмицата 59 е во петок. Ако требаше ова да биде вака, кога добивме известување во понеделникот, нека ни кажа веднаш материјал со 2 точки на дневен ред, толку седница со 2 точки, борете. Не мора да има 26, колку се 7 имаме се сега во петок. Нека биде со 2. Ке дојдеме на редовно со 2, ке дојдеме повторно на друга. Затоа сме советници избрани тука, не само еднаш да се собираме во текот на месец. Благодарам. Кажа Николова, контрреплика. Може би колегата Тошер исто погрешно ме разбрал. Јас не кажав дека не ни интересира кај се трошат парите. Него и кажав дека има кој да мисли и да ги смисли. Затоа е градоначалник, затоа е избран. А ние сме избрани па да водиме сметка да контролираме. И тие што сметаме дека добро ги менаџира парите, гласаме. За волја на вестината вие не гласате никогаш за па е многу ретко, за жал. За волја на вестината, во интерес на граѓаните треба да се гласа. Благодарам, господин Николова. Друг некој за збор? Демерџиева, повторно. Благодарам, председатели. Јас може би пак ќе се повторам и дел од дискусијата на колегата Ристов, ама вака. Не сме против да овие средства влезат во општина Гевгелија. Меѓутоа, да добиеме одговор, мислам дека улицата е таму, на веќе спремен проект и спремена техничка документација, барем така пишува. Мислам дека треба, ева во текот на седницата, дали ќе биде со пауза, на кој начин ќе се обезбеди, дали ќе биде со скица, ние точно да имаме материјали и точно да знаеме за која улица се работи. Колешката рече сите знаеме. Не, сите не знаеме. Јас знам само тоа што имам материјали на увид и толку имам. Доста веќе 3,5 години ова ни се повторува, ние само паушално да поминуваме точки и да носиме одлуки. И сега да се држиме само на моментот дека 8,5 милиони треба да земеме од државата. Да, ама нека биде како што треба. Ние сме совет и честно и уредно да си ги добиваме сите материјали и да знаеме што се работи, а не само паушално да гласаме. Зошто спомнувам паушално? Најверојатно, еве, не сакам да посочувам, меѓутоа, дали вие, колеги, сите ги разгледавте материјалите, па никој друг не увиде дека има грешки во материјалите? Ако тоа не е паушално работење на советот, што е? Дај додека ни трае точката и додека не ја ставиме на гласање, да имаме доволно информации. Дали ќе биде тоа представник од урбанизмот, дали ќе се обезбедите дополнителни информации, треба да помине точката, треба да добиваме такви средства, ама мора да знаеме зашто. Благодарам. Благодарам и вам, колешка Демерџиева. Да доразјасниме нешто, ќе ви добијате збор. Представничката на општината не е член на совет, користи друг вокабулар, не нашиот, и затоа ќе ја молам да не ја фаќаме за збор. Точно се знае која е улицата која што ќе биде финансирана преку овој проект, беше добро објаснето. Значи, толку околу тоа нема дилема. И немојте да имате дилема и околу уште една работа. Пред да биде испратена документацијата за Скопје, одредени одлуки, документи треба да бидат подпишани од мене. Јас ве уверувам дека без сите корекции внесени во истите, од мене нема да бидат подпишани. Само уредно, чисто, со сите овие технички моменти кои што вие ги пронајдовте како грешка, коригирани, ќе бидат после тоа од мене подпишани и поиспратени, ве уверувам дека се ќе биде чисто јасно, кристално јасно. Митров, повелите за збор. Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, почитувани присутни. Јавниот повик е објавен на 19-ти, да. Веќе има 20 дена. Имаме 85 општини, мислам, ако сум, не знам дали сум точен, околу 85 точни. 81. Да. Значи, проектот е изготвен и потребно е што побрзо да се аплицира, бидејќи во јавниот повик рокот за аплицирање сега го отворив и јас
во компјутерот, на рокот на поднесување до искористувањето на средствата. Секој ден е битен. Што ако наредниот понеделник или до петок некои општини не предварат, иако веќе средствата бидат искористени? Значи, треба да гледаме што побрзо да аплицираме и општината да може да го добие овој проект, да се финансира од Министерството и ние да можеме да го реализираме после тоа. Благодарам. Благодаря вам. Реплика? Апостолов за реплика. Благодаря на председателя. Ова е позитивна реплика, не е критична реплика. На 19 е повикот. На 26.2 не имаме седмица. Ако сме били спремни, зашто не на таа седмица немаше точка на ова што денес ја имаме како ворена седмица? Ќе бевме пред сите. И сега ќе бараме оправдување зашто е една ворена седмица. Нема оправдување. Значи, не сме били спремни да ние на 26 на таа седмица да дискутираме по оваа точка. Тоа е вистината. Се друго е замојување на јавноста. Благодарам. Колега Апостолов, ако дозволите од место или ако бидејќи не е реплика, само да контрреплика, само ќе биде да објаснување. На 19 беа пратени материјалите за седмица на 26. Може да се достават и плюс. Секој пат добиваме плюс материјали на 27. Потребна ли е одредена подготовка на тие материјали? Тоа викам јас дека не е. Едва стигнаа неколку дена пред оваа седница. Вие сте подготвили некој проект. Тоа го зборам дека не биде спремни за Да си останете со таа констатација, меѓутоа процедурата е малку по-комплицирана за подготовка за аплицирање. Не е тоа баш така едноставно. Но во ред, го привкиме ваше. Дали некој друг се јавил за збор? Нема. Бидејќи нема, ја ставам предлогот на гласање. Кој е за, молам, нека крене рака. 10. Против? Воздржани? 1 воздржан и не сте воздржани. Значи 10 за и сите останати не гласали. Почитувани колеги, со ова е истрпен дневниот ред за 58-та потенциран вонредна седница. И јас пред да ја затворам истата, сакам да соопштам две работи. Прво, членовите на комисијата, колега Митров, на која што вие сте председател и избрахме денес, молам да се состанете што е можда побрзо, би сугерирал уште сега, после седница, за да ги договорите сите детали, да биете на време за изготвување на активноста, на исполнување на задачата која што предстои пред вас. Воедно сакам да ви информирам дека за седницата во петок материјалите ги имате, не сите, фалат уште 2-3 точки, како е ветено дека во текот на денешниот ден исти ќе бидат доставени. И на седницата во петок дневниот ред ќе биде продолжен со уште 6 точки, а кои се однесуваат на разрешување и односно потоа и именување на членот во комисијата каде што членуваше поранешниот наш колегата Стиловски, а негово место ќе дојде колегата Бучков. И за таа цел ја задолжувам општинската администрација да ги подготви сите материјали кои што се потребни за одржување на седница на комисијата за избор и именувања, која што ќе се одржи во среда половина час пред редовните комисии. Со тоа ја затворам 58-та вонредна седница. Ви благодарам за присуството, ви посакувам пријатен ден на сите.